Денеска, почитувани гледачи, ќе се запознаете подетално со работата и функционалноста на Дирекцијата за заштита и спасување во Велес. Тука со нас во студио е раководител госпоѓа Билјана Симова. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на К1 за прв пат. Ви благодарам на поканата. Така. Ајде еве најнапред да кажеме што е заштита и спасување и врз што се базира всушност заштитата и спасувањето. Ете како вовед краток да ги информираме нашите гледачи. Да. Значи, Дирекцијата за заштита и спасување постои уште од 2005 година и се состои од превентивни и оперативни мерки за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра, на растителниот свет, на животните и продуктите од животинско потекло, и тоа во мир, во воредна состојба и во воена состојба. Значи, Дирекцијата работи врз основа на закон кој е направен уште во 2004 година и тој закон потоа се повеќе и повеќе се надградуваше, така да во 2012 година број 93 го доби конечниот облик според кој ние и ден денес се раководиме и работиме. Значи, законот е доста обемен, содржи 174 членови и разни одредби според кои се работи. Иначе Дирекцијата за заштита и спасување е како едно тело кое е во Велес е подрачно оделение, а такви подрачни оделенија има 35 низ цела Македонија. Значи, главното седиште ни е со директор во Дирекцијата за заштита и спасување во Скопје. Иначе директорот го избира владата и ние сме владино тело. Како всушност функционира Дирекцијата за заштита и спасување? Ќе го вклучиме тука и персоналот кој работи во неа. Како се селектираат сите оние работи, сите оние обврски кои што ги имате на зададените задачи? Да, значи вака. Ние си имаме годишна програма според која одиме. Меѓутоа, нашата струка многу пати се случуваат воредни состојби и затоа велиме дека имаме воредни состојби. А под воредни состојби подразбираме земјотреси, поплави, урнатини, значи тие работи не можеме да ги предвидиме, како што беше случајот со поплавата во Скопје. И затоа ние се организираме на тој начин, значи штом добиваме повик од Центарот за управување со кризи, ние тоа го проследуваме до Дирекцијата за заштита и спасување, каде што имаме главен штаб, подоцна ќе објасниме со кои сили ние располагаме. И од таму, значи под наредба на директорот, добиваме мобилизација, вршиме мобилизација на структурите, односно на единиците за заштита и спасување, дали тоа ќе бидат водови оделенија или тимови, и на тој начин ние ги упатуваме онаму каде што е потребно. Значи, на тој начин ние сме организирани во текот на сите воредни состојби, да ги наречеме. Така, споменавте дека знаеме сите дека во август месец оваа година Скопскиот регион го зафати навистина катастрофални поплави. Како реагираше вашата дирекција во цела оваа ситуација и каква е состојбата сега моментална? Дали вие како малку постручна ќе ни објасните за тоа? Да. Значи, Дирекцијата за заштита и спасување, после настанатата случка добивме известување дека во Скопскиот и Тетовскиот регион се случува нешто многу лошо, односно има страшна поплава предизвикана од врнежите. И на тој начин ние веднаш се организиравме со тоа што ние имаме тим за спасување од вода. Значи јас како сили на заштита и спасување ќе ги спомнам дека располагаме со водови и со тимови за заштита и спасување. Значи тимот за спасување од вода ни број 10 луѓе. Значи еден тим е од 7 до 10 луѓе, а ние имаме 10 и плюс 5 резерва. Така да момчињата веднаш се собра, значи дојдоа во дирекцијата, ги облекоа одделата кои се многу значени за спасување од вода. Потоа зема 2 чамци кои ни се моментално донација од Кина, тој се викаат Кандо, со многу јаки мотори, и заминаа на терен.
Значи веднаш по добиената наредба од дирекцијата, нашиот тим замина за спасување на луѓе и животни. Така. Значи тоа беше на 6.8. и тие неколку дена тимот работеше упорно, без престан. Значи многу малку пауза, што се вели, малку да се одморат и пак продолжува повторно. Значи нашиот тим беше ангажиран во Стајковци. Така. Таму беа до раните утрински часови, па малку дојдоа да се одморат и пак продолжија и тоа многу успешно го завршија. Нашиот тим беше пофален. Значи вчера имавме доделување на благодарници за тимот за спасување од вода од Велес, што ми е мене особена чест, бидејќи ретко кој во низ Македонија, да речеме, има таков спремен и добар тим. Така. Споменавте дека еве овој ваш тим има и плюс невработени туку како резерви ги споменавте. За што всушност служат овие резерви? За овакви конкретно вонредни состојби кога ќе се појават, не дај Боже? Не, видете, значи тимот за спасување од вода е составен дел на дирекцијата за заштита и спасување. Так. Значи секое момче, а тоа не може секој, бидејќи тој мора да биде устручен, добро устручен, да биде обучен, да спасува. Значи тие потпишуваат договор со дирекцијата за заштита и спасување. Со тоа фактички тие се обврзани во секое време или невреме да ги повикаме. Значи во случајот момчињата си беа по кафичи и никој не знаеше дека ќе се случи такво нешто, но тие се многу совесни момчиња, значи по повикот веднаш дојдоа во дирекцијата, збунети, ние веднаш им објаснивме што се случува, значи ги зема агњурачките оддела и други оддела, имаме значи две врсти на оддела. Така, какви се униформи имате? Со какви се униформи располагате? Значи ние располага, значи од 2005 година со формирањето на дирекцијата се оформија и униформите и ознаките. Значи ние имаме плава униформа, работна, а додека пак тимовите моментално добија нова униформа од ИПА ФЛОЦ. Значи тоа е една агенција која ни ги додели и на тој начин тие сега се добро опремени и така да речеме едни гњурачки оддела имаат и едни обични оддела имаат, значи работни и за во вода, работа во вода. Значи имаат чизми, целокупна опрема, имаат шлемови за во вода. Значи целата опрема е многу што е потребна е многу добра и квалитетна. Така. Ве прашав како подпрашање, каква е состојбата сега моментално во Стајковци? Кои се вашите сознања? Значи нашите сознања се дека таму сите оние поплави кои што ги имаше од фарнижите оставија големи катастрофални последици, да. Да, значи дирекцијата се што можеше стави на располагање. Значи од Велес, освен што замина тимот за спасување од вода, ние испративме и големи количини на пумпи за вадење вода, испративме и луѓе. Значи се што можевме помогнавме. Не само Велес, туку и цела Македонија. Од дирекцијата посебно значи се употребија многу пумпи за вадење од вода, се употребија механизација, булдозери за чистење, значи камиони, се што можеше се стави на располагање. Сега моменталната состојба таму велиме дека се стабилизира. Веројатно јас лично не сега моментално не сум била, но тогаш беше многу страшно, а сега веќе е во подобра форма, да речеме, посредано и помина доста време. Така. Сега ќе ги заставиме поплавите, ќе се префрлиме. Актуелна е бегалската криза, добро знаеме. Како се справува дирекцијата за спасување во врска со, знаеме добро дека бегалската криза ја зафати и Македонија, моментално немаме проблеми со тоа, но доколку дојде повторно она криза, пак ќе речам, како действувате вие како дирекција? Дирекцијата за заштита и спасување во минатите случаеви
помагаше со тоа што направи голема населба. Значи, постави многу големи шатори, огромни, да речеме, направи тоалети. Сето тоа е работата на дирекцијата. Да, уредувањето беше од дирекцијата. И се постави луѓе, значи како стражарска служба и се стави во услуга на граѓаните кои им беа потребни. Имаше сменско работење, значи луѓето едни си одеа, едни доаѓа, но тоа беше континуирано. Значи тука направи многу голема помош дирекцијата со тоа што најпрво ги згрижи, па се наместија, значи цела населба со кревети, со значи постелнини се даде и така натаму, значи се помогна во тоа што ги згрижи. Значи згрижувањето е една од нашите обврски и една од мерките за заштита и спасување. Јас на почетокот не спомнав дека ние имаме 14 мерки за заштита и спасување и секоја од себе си е посебна и има свое значење. Сега баш ова е токму тоа згрижување. Значи претходно зборувавме, имавме поплава, имаме заштита и спасување од поплава. Па имаме пожар, па заштита и спасување од пожар и мерките кои се презимаат после пожарот, например. Тоа е од прилика. Така. Ги спомнавте и пожарите, да не ги заставиме и пожарите. Како дирекцијата за заштита и спасување се справува со доколку дојде до несакан пожар секако? Да, видете сега, значи ние во дирекцијата во текот на целата година ги следиме сите настани. Значи ние како да ви кажам, кога почиња да врне снег, ние веќе знаеме дека треба нешто да направиме. Значи, не е тоа така, не ми е гајле оти врне снег. Нас многу ни е гајле. Значи, ние го следиме тоа цело време и одржуваме состаноци. Во пролет, во април месец, јас ги свикувам сите субјекти од градот Велес да се договориме како ќе настапиме во претходниот период. Значи, од пролета па натаму. И на тој состанок присуствуваат сите релевантни структури од градот, а посебно ќе дадам акцент на локалните самоуправи, Велес, Градско и Чашка, бидејќи и Велес ја покрива, значи ги покрива локалните самоуправи Велес, Градско и Чашка. И тие, значи во самото писмо кое им го испраќам јас или покана, им кажувам да си ги направат, значи плановите и да ги ажурираат. Сега што се подразбира под тоа? Значи, например, една локална самоуправа се изготвува свој план како ќе настапи, кои се, значи, просторни сили тие имаат, значи дали им се припремени просторните сили и дали имаат материјално-технички средства, односно метли, напртњачи и така натаму, значи се што е потребно за гасење на пожар. И сега тие на тој состанок кажуваат планот и кажуваат дека се припремени, дека се спремени и на тој состанок е многу интересно што сите си кажуваме што мислиме и најубаво така ги решаваме работите. Значи не правиме ништо задкулисно, него кажуваме оригинал дека тие и тие треба тоа да направат, ова да направат. Сите се договараме и излегуваме задоволни, да речеме, од состанокот, бидејќи веќе сме се договориле што ќе преземе во летниот период. Сега, да не ја заборавиме, ние дирекцијата има, значи, авиоподршка. Тоа се трите авиони кои се Air Tractor се викаат и тие се многу корисни бидејќи се мали и ефикасни и можат да гасат на секој дел од територијава на Македонија. Значи, посебно за Велес, многу пати се употребија на територијата на општина Чашка и на општина Велес. Значи, тие многу помогнаа, бидејќи авиоподдршката се состои во тоа што значи, водата може да се испушта на 3 начини. Може да биде во роса, во млас или со пена. И кога ќе се зависи од потребата. Потребата, значи кога ќе помине авионот од тука, значи не еднаш, него многу пати, веќе се санира делот од пожарот, а потоа, значи, единиците на локалната самоуправа или пак други, или нашите републичките сили, ако се ангажирани, го догаснуваат тој пожар и со тоа фактички се санира пожарот на некој начин. Значи, тој не може веднаш, но оди подолго време, да речем. Сега можам да ви кажам дека значи, моментално пожарите, да речеме, после за
смирија овие години, последни 2-3 години, бидејќи во 2012 сме имале 154 пожари, доека од 2015 само 44, доека од 2016 што е помалку, што ни е многу мило бидејќи ни се заштитува шумската вегетација. Така. Кажавме за летниот период, но како преку зимскиот период, веќе сме во екот на зимата, не очекуваат, ете, се уште сме немале снег, но како вие реагирате во овој зимски период? Пред малку и кажавте дека вас и вие гајле кога има. Кога има снег. Значи, кога во месец октомври ние повторно се собираме сите релевантни структури од градот. Јас ги повикувам, доаѓаат на состанок со програма за зимско одржување. Значи што најчесто се содржи во оваа зимска програма? Во зимската програма единиците на локална самоуправа кажуваат кои улици и тротоари ќе ги чистат. Што нас многу ни значи тоа. И тогаш секој си кажува од кој до кој дел од улиците ќе се чисти. Потоа јавното претпријатие Дервен кажува дека исто така и тие што ќе чистат, значи кои улици ќе ги чистат. Потоа, колку сол имаат локалните самоуправи, колку има јавното претпријатие Дервен, значи тука се кажува има улога и 3 тони, 2 тони, па ако мислиме ние, само момент, ако мислиме ние дека е малку, им велиме дека вас 1 тон можеби вие малку треба да си докупите, а тие веќе знаат, пошто тоа секоја година се случува исто. И така натаму. Сега тука Македонија пат исто си има своја програма и тие ја изложуваат својата програма, значи тоа локалната самоуправа Велес и јавното претпријатие Дервен го чисти дел од градот, а доека Македонија пат чисти ван градот и околината, а потоа локална самоуправа Чашка кажува кои делови ќе ги чистат, каде ќе се посипува со сол, значи кои им се ангажирани булдозери или камиони и така натаму, значи сите од својата област се искажуваат што ќе прават во зимскиот период. Сега, например, исто тука ни спаѓаат и македонски железници, и тие имаат своја програма. Значи македонски железници ќе си ги чистат пругите. Исто и во лето, па тие попрскуваат со некои средства да не се палат околу пругите, например. Значи, за се си имаме програма, таа се ажурира, таа ја кажуваме и ако имаме забелешки, ги кажуваме за да се решат понатаму, значи од прилика е тоа. Сега дирекцијата има улога, значи во зимскиот период. Сега ние постапноста не ја кажавме пред малку, значи доколку не може да се справат локалната самоуправа Велес или Македонија пат или јавното претпријатие Дервен, тогаш ни се обраќаат нас. Тогаш ние ангажираме булдозери и го расчистуваме патот, значи тоа е на наш трошок. Но често се случува, значи имавме пред неколку години млади момчиња во село Папрадиште кои беа тотално заглавени и не можеа да излезат. Значи ние ангажиравме 2 булдозери, чистеа цела ноќ, така да во утринските часови патот беше прооден и тие можеа здрави живи да пристигнат дома. Така. Што мислите вие, колку граѓаните еве од нашава општина конкретно, веројатно знаете, оваа дирекција ја чувствуваат за блиска? Колку се запознаени со работата на дирекцијата за заштита и спасување? Веројатно одржувате и ние сме сведоци како информативна редакција дека приредувате некакви промоции, семинари и така натаму. Дали ова има улога врз тоа? Па видете сега, значи ние дирекцијата не остануваме туку така, значи ние нон-стоп се обучуваме, одржуваме семинари, сакаме да го следиме трендот, светскиот тренд, значи да речеме на заштитата и спасувањето. Така да одржуваме нон-стоп семинари, а преку медиумите се известуваат и граѓаните. А сега, видете, значи граѓаните исто така и тие имаат улога во заштитата и спасувањето. Сега еве можам да споменам дека например за пожар, секој човек си е сам свесен дека треба да се го исчисти оджакот, бидејќи една од главните причини за пожар е неисчистените оджаци. Особено во овој период. Да, значи и тоа е заштита и спасување на самиот човек и на фамилијата. Значи тргнувајќи од една единка, одиме се на повисока степен. Значи потоа еве сега со електричните инсталации. Значи пак тој треба секој граѓанин, жена, маж
или детето, речеме, децата учат во училиштата, како да се самозаштитат. Значи да не се преоптеретува струјата, елките да се внимава, сијаличките, значи секоја година се случуваат некои пожари од невнимание. Значи, не од незнаење, туку од невнимание. Мислам дека секој граѓанин е свесен дека секој треба да си го исчисти снегот пред својата куќа. Значи, дуќаните да го исчистат снегот пред своите дуќани. Значи, секаде треба да биде присутна само заштитата, заштитувањето, свеста. Значи, од прилика тоа е за граѓаните. Так. Споменавте, имате навистина голема соработка со останати институции, како во градот, така и на ниво на Република. Но дали соработувате, дали имате соработка со некоја меѓународна организација? Да. Значи, ние моментално неколку години веќе е присутна во Македонија данската организација, која се вика ДЕМА, и тие исто така ни ги пренесуваат искуствата на европско ниво, што ние во Велес се одржа веќе по втор пат семинар на таа тема. Ние многу сакаме да примениме дел од нивните знаења, но имаме малку законска препречка. Например, во нашиот закон постојат други предвидувања, кај нив други, но се трудиме да примениме, зашто сепак тоа е Европа. Так. Значи на европско ниво и ние сакаме да припремиме, да бидеме спремни, да не заостануваме во ниедна област. Така. И еве како пред крајот на нашиот разговор може да кажеме еден заклучок на целиот наш разговор, што кажавме. Кој е вашиот ап? Како да поголемо внимание на самите поединци, на граѓаните на Велес и на секако на Македонија? Па, значи, сите граѓани да се вклучат во овој систем. Значи, тоа е многу позитивно, бидејќи велиме дека само помошта почиња уште од дома, па од децата од мали нози. Значи, да има поголема соработка со субјектите, со институциите, значи, градоначалниците да бидат малку поотворени за соработка, зашто на секој му е потребно. Ние самите, како заштита и спасување, нек сме моќни сами да правиме нешто ако немаме поддршка од граѓаните, од локалните самоуправи, од институциите. Значи, јас апелирам да имаме што поголема соработка во 2017. Така, јас се надевам. И веќе ви остапам еден краток момент за да им посакате во новата година на сите наши гледачи нешто од вас. Значи, многу ви се заблагодарувам на поканата, а на сите граѓани им ја честитам новата година, им посакувам многу убави моменти во нивниот живот и да има што помалку несреќи не само во Република Македонија, туку и во цел свет. Ви благодарам уште еднаш. Така. И јас ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од нашата утринска емисија. Се надевам дека повторно ќе бидете дел од утринската емисија со некоја друга тема. Благодарам.